Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосаѓевиќ. Вие следите емисијата Заспи ако можеш. Морам да признам, она вест дојде од Канада, каде што одредено лице изврши масакар врз недлужни деца во едно училиште. Ме потресе веројатно како и сите вас. То покажува, впрочем, во каков, за жал, луд свет живееме, дури во најдобрите општества, во неорганизираните се случуваат вакви работи. Кај нас, за среќа, достига не се случило да не кобиме. Верувам дека никогаш нема да дојде такво нешто во соседството имаше. Меѓутоа имаме ние и други поинакви лудила со кои што се соочуваме несомнено. Но вечерва сакам да разговарам неколку многу важни теми кои што не се однесуваат за среќа на ова што ја спомнав, но се актуелни, секогаш ќе бидат актуелни затоа што се дел од нашата историја, нашето општество, од нашата иднина, ако сакате. Вечерва моја и ваша гостинка е порнешна председателка на Дом, господината Лилјана Поповска. Добра вечер. Добра вечер. Веднаш да забележам, вие и натаму сте со помагало за раката. Верувам дека оздравувате добро, имавте една незгода, па... Да, имав пред 2 години, скршено рамо, па операција, сега требаше мала корекција да се направи со вадење на шрафовите на металите и така натаму. Но нема да ви смета во разговорот сигурно. Во јавно здравство. Во јавно здравство. Апсолутно да нагласам и сум благодарна на сите од првиот до последниот, професионално и така. Ова е важно. Ова е важно. Секојаш јас верувам во јавното здравство. Тоа ми е зборот. Значи кога веруваме во нашето јавно здравство, иако има несомнено многу што да се каже и во спротивен аспект, сепак покажува дека има надеж за нас. Ве нема подолго време, морам да признаам, на јавната сцена, повремено ќе напишете некој текст кој што предизвикува внимание, меѓутоа откако, како да кажам тоа, доброволно се повлековте од политиката, отидовте во политичка пензија, помалку ве има и тоа сметам дека е штета, затоа што и тоа како имате што да кажете, меѓутоа одлуката за политичко повлекување е дефинитивна, така? Апсолутно. Па пред 7 години, колку 2018 година. Па добро, политичарите знаат да се вратат нагло и... Не. Во вашиот случај не е така. Не, видете, само ако може да објаснам. Мислам дека немаш ништо поприродно од тоа ако имаш долг стаж во политиката и си иницирал формирање на партија, си ја развил инфраструктура, си ја внел во меѓународни, во европските зелени, стана Дом полноправна членка, прва зелена партија во Македонското собрание и така натаму. На сама си го избори местото првиот пат, значи на избори настапивме самостојно на своја листа и така натаму. Така што мислам дека по 3 мандати поминати на чело на една партија, по веќе наполнети 64 години живот, старост, мислам дека нема ништо поприродно од тоа човек да се повлече и да остави простор на другите, а освен тоа ми беше најавено на претходен уште конгрес 4 години порано дека колеги, спремајте се, по 4 години нема да видам. На некој не им се веруваше, меѓутоа... Да ви сте не случи. Добро, тоа е принципиелен став. Да. Иако морам да признам, погледнете во светот, над клучни места се луѓе кои што се во свој досни 70-ти или во 80-ти години. Не е спорно, сега секој си има своје видување и своја позиција. Мислев дека јас мојот циклус кој што можев да го направам, да го дадам, сум го завршила и дека е потребно да се повлечам. Инаку во таа смисла, можеби ќе биде втор господинот Мицковски најавува дека и тој по трет мандат ќе се повлече, па еве да востановиме една нова пракса во политичките партии, дека 3 мандати на чело на партија се доволни. Мислам дека американците во тој правец одамна го апсолвирале како тема, дека човек едноставно треба да знае кога му е доста и кога може да напушти едноставно. Ќе видиме како ќе се одвиваат работите, но сакам да ви кажам нешто друго, односно да ве прашам. Имате релативно лагодна позиција сега, затоа што ги гледате работите одстрана. Едно е кога сте внатре, друго е кога сте надвор. Вие сте ги поминали сите фази на политичкиот живот, се разбира. Меѓутоа, сега можете одстрана да ги согледувате нештата. Ние имаме една ситуација која што не е ништо ново, ако сме реални, односно власта и опозицијата се во тежок политички клинч. Никогаш не било поинаку, никогаш не било со фино и со убаво, меѓутоа имам впечаток дека во свет кој што во моментов се урива, свет кој што се менува забрзано и кој што се појавуваат некакви нови парадигми, некакви нови
предпоставки како ќе се гради иднината на сите нас, мој впечаток е дека не би требало да има толкава пизма, толкаво непријателство меѓу политичките ривали. Сето тоа може да биде нешто пофино, покултурно. Се согласувам апсолутно со вас, тоа е и моја позиција со која што јавно сум излегувала и друг пат и еве неодамна исто така повторно со една колумна, затоа што мислам дека во време живееме, нели сите треба да сме свесни на еден меѓународен земјотрес политички, каде што практично се урива, се реструктурира целиот меѓународен поредок. И има огромен број неизвестности како понатаму ќе се оди. Ќе опстане некако светот сигурно, меѓутоа не се знаат уште сите можни сојузништва, соперништва, прераспределба на сила, на моќ, на ресурси и разноразни сојузи и антисојузи и така натаму, така што во едно такво турбулентно време на светско ниво Македонија не е изолиран остров. Ние мора да си мислиме за себе што правиме ние, каде сме ние. Ние имаме одредена кревка позиција, од една страна јасни ни се стратешките партнерства со ЕУ, со НАТО, значи и со Соединетите Американски држави, тоа ни се тие рамки, нели, за кои што сме се определиле, меѓутоа од друга страна пак во тие рамки за кои што сме се определиле немаме доволно добар статус и доволно почитуван статус, би рекла, некаде повеќе, некаде помалку. Со Европската Унија се мачиме да отвориме нормални преговори, иако сме веќе десетина години и повеќе спремни за тоа, ма како десетина уште ние требаше уште 2008 година кога за НАТО не стопира, од тоа вето, од тогаш требаше да одиме на брза линија, беше Македонија и тогаш беше и лидери во регионот и така натаму. Независно, значи во една таква состојба, во каква што е Македонија, каде што истовремено како општество ние сме фрагилно општество поради својата комплексност. Како и повеќето држави, и нашата држава е со едно мултиетничко општество, мултирелигиско, мултикултурно општество, нели како што се вика, меѓутоа ние сме развивале низ историјата еден интеркултурализам. Сме знаеле како да соработуваме, како да живееме заедно. Не еден покрај друг, туку заедно. После тоа, по војниот конфликт се направија и паралели и така натаму, и повеќе огради, па после ги уривавме оградите, па еве сега повторно се обидуваме на вистина тој да заживееме нормален интеркултурализам. Како и да е, во една таква состојба ние треба и политичките субјекти, сметам дека треба да бидат многу внимателни кога даваат, кога определуваат своја стратегија, како ќе се однесуваат, посебно како говорат за Македонија кон надвор. И во такви ситуации ние мора да имаме, односно најголемите субјекти политички во државата мора да имаат изградено еден заеднички став кон ЕУ, кон надворешните партнери, кон регионот и инаку ние немаме никаква позиција. Тотално е бесмислено ти да заради да нападнеш влада, заради да си подобриш некаква позиција кај своји гласачи, ако ја подобруваат, воопшто мислам дека не ја ни подобруваат, како партија да одиш против став кој што е изграден од владата и од владината коалиција, која што победила убедливо токму со тој став на избори, еве веќе година и пол, значи немаше дилема, се знаеше дека ВМРО-ДПМН ќе има најголема поддршка поради ставовите јасни во поглед на идентитетските прашања и сите проблеми кои што произлегуваа од нашите соседи претходно и начинот како беа решавани или кобожемски решавани. И од сето тоа, значи, како сегашнава опозиција не можам да разберам зошто оди со став контра нешто што е толку логично. Што предлага владава? Владава предлага да се изгради, и има став изградено кон Европската Унија, дека не може да прави дополнителни промени со устав или со што и да е, додека не добие две работи. Едно е гаранција од Европската Унија дека ова е
последно барање од Бугарија, кое што допира засега во устав и така, и дека тоа ќе гарантира не чепкање понатаму македонски идентитет, јазик, народ, историја и така натаму. И второ, владата вели дека треба да се обезбедат правата на македонците во Бугарија. Зашто на тој начин ќе имаме една стабилност во односите со Бугарија, Македонија и Бугарија. Ако ние овдека ги внесеме бугарите во уставот и даваме разноразни права малцински, какви што Македонија ги дава и сега ги прави, зашто тоа е добро, тоа е здраво, и проценила Македонија дека така треба, за да ги почитува највисоките и фазла од највисоките стандарди кои што мора, туку едноставно зашто сака така и сме го граделе тој интеркултурализам и едноставно вели мора и во Бугарија да има признавање на македонското малцинство, така ќе има баланс. Иако и тој баланс ќе биде многу спорен со оглед на фактот дека бугарите ништо не признаваат малцинство. Тие воопшто не признаваат малцинство. Но сепак еден гест дека сепак со Грција и Франција, тие се трите единствени држави, ако не се лажам, во Европската унија кои не признаваат малцинства. Така што не е случајно веројатно што Франција застана зад тој. Тогаш, но зборот ми е дека и тој еден таков гест соседна Бугарија го одбива. И сега апропо вашава теза, ние се наоѓаме во една ситуација во која што некој одстрана гледано, зборувам од друга држава која што не е засегната од нашиве релации, многу по беневолентно би ги прифатил овие идеи на владата од нашата опозиција. И тоа помалку звучи чудно. Затоа што овде нема агресија во овие предлози, ако сме објективни. Па да ги заштитиме правата на нашите луѓе и да гарантирате дека нема да не условувате. Тоа се баш елементарни барања, ништо повеќе од тоа. Бугарија има своја политика која што засега е таква каква што е, меѓутоа помалку е и налудничаво одвнатре да се обидуваме да го уриваме тоа. Нема јас не наоѓам разбирање во тоа. На вистина, значи не можам да го сватам тоа зошто опозицијата одбива да и помогне на својата држава да изградиме појак став кон ЕУ и оваа бариера во преговорите да ја надминеме. Туку излегува со контратеза дека всушност ЕУ нас не блокира, ние сами се блокираме внатре. Значи тоа е бугарска теза, тоа е бугарска теза, потполно неодржлива, зашто не е точна, не е вистинита. И затоа мислам и мојата заложба е дека би било здраворазумно и добронамерно и логично и не знам како да речам, едноставно по ова прашање да се изгради заеднички став на државно ниво, истовремено како партија една или друга во опозиција, ова е всушност став на најголемата опозициона партија на СДСМ, другите немаат таков став во поглед на прашањева со бугарите. Значи, за другите ставови најнормално е да се има различни идеолошки матрици. Социјалдемократијата е важна идеологија политичка, таа си има своји специфики, потребна е на земјата, има многу граѓани кои што ја имаат таа идеологија и најприродно е да работи партијата за отредени своји социјалдемократски заложби, па токму во една центар десно влада има прашања каде што има потреба за додавање на социјалдемократски шмек за да се омекнат политиките, да бидат повеќе социјално ориентирани или и така натаму. Така што има поле за дебата и во ова сево за волја на вистината мора да кажам дека па и владата треба да покаже рака да пружи за некои предлози од опозицијата. Доколку има. Добро. Кога има? Па околу плативе, веројатно има што да се размисли и така натаму. Тоа не е спорно, меѓутоа, еве, да го земеме примерот повторно со нашите соседи, со Бугарија и со Албанија и со албанците како нација, еве да речеме, имаат апсолутно конфликти меѓу себе. Во бугарското општество постојат конфликти за се и се што, на пример. Меѓутоа, за изградениот национален став тamo нема компромис. Од најрадикалните до најлибералните, до најотворените, кога веќе одлучиле дека тоа е ставот, тие безкомпромисно се држат за него. Кај албанците исто, покојниот Таги Мјонов, се извинувам што го ставам во уста, знаеше да рече во приватен разговор, луѓе, вие треба да ги разберете албанците, ние ќе се колиме меѓу себе за се и се што, но кога е во прашање националниот интерес се завршува, ние застануваме на една позиција.
Зошто тоа во Македонија недостасуваат, веројатно е некој прашање кое што треба да се истражи, веројатно и научно, меѓутоа ние немаме време науката да го истражува. Ние мораме да го решиме едноставно. Мора да се делува, да се делува и тоа е, значи тоа ми е главната грижа и знаете се стимулира една воопшто како што кажавте и вие, со години веќе тоа се стимулира, меѓутоа сега веќе тоа доведено до, како да речам, до некоја максимално креативна фаза, иронично да кажам, каде што такви необични епитети навредливи си додаваат противниците едни на други, што е просто непријатно и за слушање, и за читање, и посебно навивачите што се во заднина, гласачи, поддржувачи на една или на друга опција, се караат, се расправаат, се замразуваат, а ние сме една мала земјичка, тука сме или роднини, или комшии, или соседи, школски другари, и се внесува во секојдневниот живот, се внесуваат овие поделби. Роднини, пријатели, долгодеценijски пријатели се расправаат заради партии. Добро, можеби тоа е дел, претпоставувам, и од, ајде да речеме, некакво државничко неискуство, не знам, можеби, но од друга страна, па поминати се веќе речиси 4 децении од самостојна држава, време е да дојдат некакви други. Ај се тука ме потсетивте. Знаете од кога го почна овој сон Бугарија, сон за невозможна мисија да ги бугаризира македонците? Од 1878 година, откако големите сили на Сан Стефано при Сан Стефанскиот договор и нацртаа една карта, и нацртаа една карта на Сан Стефанска Бугарија и рекоа ова ќе биде Бугарија. Но таа карта што им ја подарија траеше 3 месеци. По 3 месеци, според она што сум го читала, е повлечено, поништено, тоа нема да биде, пупу не важи, меѓутоа на Бугарија им се бенди са таа карта. И 150 години и натаму ја сонуваат. Они ја сонуваат и во сите образовни процеси, во сите научни процеси, во се е вградено во споменичните обележја. Во духот на просечен бугарин е вметнато тоа дека Македонија е бугарска. И тука лежи проблемот и затоа не можеме секогаш треба пак да очекуваме некој Ѓорги Димитров, кој што ќе има срце големо, кој што ќе има разбирање, кој што ќе потекнува од дел каде што живеел меѓу македонци, за да рече правата за македонците, и тогаш се појавуваат 200.000 македонци, се појавува школи македонски, јазик се користи и така натаму. А после Живков да го укине сето тоа. Но сега другарот Димитров е национален предавник во Бугарија. Кога ги слушате изјавите на политичарите, таму тие него го нарекуваат најголем предавник во изнината историја. Ја предал Македонија. Тоа е логиката. Меѓутоа, кога сме кај Бугарија, некако природно отидовме во таа тема, Бугарија и покрај тоа што овој сон, како што го нарековте, и се согласувам дека е 150 годишен, делува нереално. Иако некогаш теоретски имало шанси, сега, после толку време, едноставно јасна е дистинцијата меѓу два народи и нема тука што да се разговара. Заради позицијата која што ја имаат, во политичка смисла, затоа се членки на Европската унија, едноставно и можеби заради поголемото влијание што го имаат и геостратешкиот момент, да не го заборавиме, не добиваат во тој политички надпревар, иако да, ќе речеме, неправедно е, нефер е, не се во право и така натаму, тие едноставно не добиваат, малку заради моќта што имаат, малку и заради нашата недугавост во одредени моменти. Токму тоа се случи пред неколку години, мене помалку ми е веќе напорно да го повторуваме сето тоа, меѓутоа фактите остануваат дека бугарските политичари и историчари пред неколку години од нашите политичари направија, да не речам некој термин да не употребам, меѓутоа вешто ги извозеа низ времето и просторот, можеби од наша страна свесно, можеби не, тоа ќе го покаже веројатно историјата, меѓутоа наметна еден процес кој што сега нас не блокира и прашање уште колку долго ќе не блокира во кон членството во Европската унија, се фатија откако го потпишавме тој фамозен договор за пријателство, кој што за жал излезе дека баш и не е договор за пријателство,
и беа наметнати тие исто така фамозни протоколи, самиот термин ме нервира мене воопшто како израз, протоколи кои што беа наметнати како све изфија, како што се нарекува, како светост некоја, од која што не се остапува, а нашата тогашна власт едноставно ги потпише и прифати. И ние се најдовме во една ситуација во која што практично треба не да почнуваме од нула во разговорите со нив, туку од длабок минус. Видете, уште 2020 година беше некаде кога, ако не се лажам, кога излегоја оние изјави од наши врвни челници дека всушност Бугарија била администратор тука, дека не била фашистички окупатор и дека затоа ќе се бришат сите обележја каде што се пишува дека се бугарскиот фашистички окупатор. И од таму всушност се виде позадината на заложбите од една страна на Бугарија и на бугарскиот договор за пријателство и всушност барањата што произлегла и каде што нашиве наивно како не знам да не употребам некој израз, да бидам внимателна, не знам, едноставно како мали дечиња повторувале нивни флоскули. Значи, како може Бугарија да не биде фашистички окупатор? Кога е така? И светската историографија нема проблем со тоа, да не се лажеме. Апсолутно, тие биле дел од фашистичката оска, ама тоа не е причина ние понатаму да се мразиме, па ние сме пријатели, па Германија и Франција Германија се пријателски не наспад. Ама и меѓу себе се они пријателски земји, а баш колку војувале, баш едните биле од едната страна, други од другата, така што со многу повеќе жртви, да речеме, отколку кај нас, со многу повеќе страдања. Така што некои работи, значи треба, како викаат попу поп, бобу боб, попу поп, нели да се каже србите како што викаат. Значи прецизно јасно, тие не можеле да не бидат фашистички окупатор. И она формула во договорот што е во преамбула, во европско значење, како што јас на времето го сваќав, и беше потпишан со добра волја, така и е нагласено, тој не е аподиктичен. И самиот договор нема алатки за да ти наметне обврски. Не е како некои други договори. Значи, има разлика. Не е ултиматум, не е ултиматум и нема прецизни рокови, рамки, што и како. Значи, тој вели, во добра волја се договараме. И во преамбулата вика, тргнувајќи од заедничката историја, а поддржано со, и ги цитира, сите акти на Европска Унија, на Обединети нации и така натаму, и на волјата за пријателски односи. Во тој контекст, тоа е буквално термин кој што се наоѓа и во други може документи општи да се најде на европско тло. Тоа заедничка историја значи дека ти со сите соседи ние секој имал заедничка историја. И кога делал граници, па некогаш еден била наваму или натаму некого поробувал или не. Добро, ќе согласите дека овој термин сепак е двосмислен. Испадна дека е двосмислен, инаку и злоупотребен. Злоупотребен и извртен од бугарската страна. Инаку, ако се земе, ние сме имале заедничка историја во смисла дека да, во Втора светска војна Бугарија била окупатор, сме биле во една држава фашистичка, формално, нели? Овој дел, другиот дел бил под Албанија, поддржан од Италија, а овдека поддржано од Германија, Бугарија била окупатор, Македонија била окупирана. Сме имале формално заедничка историја за но тоа не им одговара сигурно во Софија, да. Они треба да се извинат и треба да плаќаат репарации. Меѓутоа подоцна, преговарајќи со Димитров, колку што имам читано, дека практично се договориле да се простат репарациите, Југославија да ги простат. Ете така ги простил за возврат македонците да ги добијат правата во Бугарија во Пиринскиот дел. Што вака било многу паметно, многу логично, пари како пари не се важни, визионерството. Важно е правата, така што значи не е тоа за осудување, чисто го кажувам, како факт. Но бугарите и покрај злоупотребата на оној круцијален дел заедничка историја, кој што различно ја поимаме,
сватија дека сама по Тие себе нема да заврши работа. неевропски, нема да заврши и затоа им треба алатки. И затоа ги смислија тие протоколите кои што по толку години таму по одреден број години, значи се по 5 години се дури потпишани. Овој вториот протокол е 17 од 17 до 22 по 5 години потпишан и во тие алатки тоа веќе се направени некој тоа е монструозен алат за мачење на една земја и еден народ и за трансформација од македонци во бугари. Тоа е вториот протокол, кратко кажано. Тоа е иако власта ден денеска, власта се извинувам, опозицијата, тогашната власт, ден денеска инсистира дека тоа е правилно. Не е правилно направен, значи веројатно секој си анализира тоа, се во јавност не се сака да се признае, меѓутоа некои грешки треба и да се признаат и треба човек да си каже дека е сгрешено. Макар и да се понесе политичка цена. Впрочем, таа веќе беше поднесена од изгубија на изборите. Значи нема што сега да изгубат, сега можат само да добијат. Сега можат само да добијат ако се придружат на една праведна борба на македонската држава и на владава сегашна. Апсолутно слепило погрешна стратегија, јас мислам. Комплетно погрешна стратегија и веројатно се работи за тие кои што прават стратегијата, се работи за видете, сите сме ние луѓе во крајна линија, се работи и за профил на луѓе кои што нешто градат и мислат дека прават дека во правилна насока и за убедување и за не знам што сега да не претпоставувам, но мене не ми е сватливо, затоа сум пишувала дека не ми е разбирливо зошто тоа го прават. Инаку во самиот договор, овој член 12 на кој што се закачил протоколот, знаете што е тоа? Тоа е еден член кој што го има општа формулација во практично сите договори за пријателство по светот, дека ќе се за спроведување на овој договор ќе се формира меѓувладина комисија, која што ќе го следи спроведувањето на договорот и мерките кои што ќе бидат договорени. Тоа е, значи нема никаква подиктичност, нема никаква тука јамка за ништо да се фатат. И затоа, значи, кога нашите не би прифатиле такво да потпишат протокол, нема за што да те фатат во договорот. Нема ништо, значи имаш комисија, ќе разговараме. Па и таа другата ужасна комисија што е историската, па таму разговараат буквално 100 години. Разговараат едни со други комшии кои што имаат апсолутно различни ставови што било во историјата. Значи не може да те фатат за нешто, буквално нема алатки во договорот, но од сегашна перспектива е наивно што било потпишано така, затоа што требало повеќе да се мисли на можните извртувања. И во тоа време, пазете, Бугарија представуваше наш добар сојузник во НАТО и добар комшија, кој што не признаваше, викаше, јазикот не го признавам, признавам Македонија, македонци, да. Ја признаваме реалноста на теренот. И кога Грција не правеше проблеми, Бугарија беше добрата. Сега Грција кога стана, нели, добрата под наводници, под кои цени, и сега па Бугарија си ги покажа рокчињата. Така што тие си се договараат, да не се лажеме. Мислам дека веќе тоа сите го видовме, дека тука се има договор. Уште веднаш, иако кога тогаш зборуваа одредени медиуми, меѓу другите и оваа емисија, тогаш што нарекуваа дека сме теоретичари на заговор, искрено да ви кажам, дека зборуваме напамет и дека бараме влакна во јајцето. Се покажа дека не е така, едноставно беше видливо со голо око. За некои работи и желни сме како македонци да погледнеме и со добро око. Знаете на нешто. Затоа што толку е измачен народот, толку измачена земјата, значи со векови. А башка, вие се сеќавате, мислам, од настанувањето на самостојна Македонија цело време се перипети, цело време проблеми, нема неколку години во кои што сме здивнали, ајде само да одиме напред и да не гледаме. Нема, имам еден труд баш објавено, неодамна се објави, настапував минатата година на меѓународната конференција Водици во Охрид и таму баш пишувам за траумите што ги има преживеано македонскиот народ од осамостојувањето до сега, исто така осврнувајќи се на траумите во историјата, значи така што една поголема студија е, можеби во некоја друга прилика и за тоа да поразговараме. Би можело се разбира. Меѓутоа вие најдовте една правна нелогичност и не знам колку е тоа расправано во јавноста, во самите протоколи.
вие имате како иницијатива поднесено, ако не се Да, лажам, уставна иницијатива. Да, меѓутоа За поништување на протоколот, Така. затоа што сметам и јасно е апсолутно дека е тој спротивен на уставот, спротивен на закони, на закон за надворешни работи, на закон за склучување договори, Но оваа ратификација правна договори и нелогичност така ми се натаму. чини дека во јавноста не е доволно позната, односно не е едноставно, еве како да кажам, употребена во медиумите, па би ве замолил сега неколку работи, знам дека ги имате ви запишано, кои што ќе дадат малце поинаква светлина на целата приказна. Да, зборуваме за хронолошката нелогичност, да, која што мене, како да речам, ме зачудуваше, ме шокираше цело време како што ја следев, како од нелогично во понелогично се оди. Затоа што, значи, еве вака, може ли да го покажам ова, Јас се надевам дека ќе може камерата да го накаде да го свртам. На централната камера. Ете така. Значи, една нелогичност во настаните. Зборуваме за протоколот помеѓу Македонија, вториот протокол Македонија и Бугарија. Зборуваме, може? Да, не слободно во ред. камерата тоа го фаќа, меѓутоа и не мора да го држите затоа што ви ќе го објасните едноставно. Така, се гледа тоа што е, сликано? апсолутно нема потреба така, да го држите, тоа е само значи, како зборуваме за протокол помеѓу Македонија и на таа комисија фамозна, нели, за меѓудржавна помеѓу Македонија и Бугарија и за тоа по кој редослед течела усвојувањето на неговото усвојување практично. Тој се преговараше прво во потполна тајност, не се ни знаеше, речиси, додека не излезе во бугарските медиуми како информација. Кај нас се криеше како... Кај нас се криеше и не се знаеше дека всушност на големо се преговара. Излегуваше бугарската министерка со неверојатни, небулозни тези дека што си признаат дека ќе си признаат дека си се бугари, ќе мора тоа да се смени, тоа е така и така натаму. Значи, но кои се нелогичностите? На 23 протоколот е потпишан на 17 јуни 2022 година. Сега што се случува пред тоа и по тоа? Месец пред тоа, и следниот месец. На 23 јуни 2022 протоколот се расправа на Комисија за надворешна политика во Бугарското собрание. На 23 јуни. Не завршува комисиската расправа, меѓутоа следниот ден се префрла директно на пленарна седница. Не завршува затоа што таму настанува караница, затоа што некои бугарски пратеници не се задоволни од содржината на овој протокол. Премалку им е, така е, да. Малку им е. Следниот ден оди директно на пленарна седница протоколот, јавно, значи, се дискутира и се гласа. Бугарското собрание прво ја одобрува целата преговарачка рамка со вграден протокол. Значи, преговарачката рамка за почеток на преговорите на Македонија со Европската Унија поминува во бугарскиот парламент. За потоа на 30 јуни 2022 година предлог преговарачката рамка со имплицитно спомнат протоколот, кој што се повикува на членот, документот што произлегува од членот 12, тој го усвојува Советот на Европската Унија. На 30 јуни, значи, Европската Унија си го почитува својот член Бугарија, кој што претходно на парламент нивен ја одобрил преговарачката рамка за Македонија и потоа Европската Унија, целиот Совет на Европската Унија за општи работи го прифаќа. Дури по еден месец во Македонија е веќе хаос. Слушаме за тоа, реагираме, пишуваме, кој по фејсбуци, кој по колумни, со сите можни начини, на улица излегуваме како народ. Така е. По сето тоа се случува следниот месец на 16 јули собранието наше македонско гласа за некоја информација за преговарачката рамка со Европската Унија без текст. Информацијата на страничка и поле, ако не се лажам, ги имам сите тие документи дома нормално, не можев инаку да ги анализирам, и се носат по таа информација која што не е информација, каде што нема ништо внатре, се носат заклучоци неколку и во една од точките, во точка 5, имплицитно се наговестува
се протокол, некаков се повикува на нешто што произлегува од членот 12. Значи, Македонското собрание не гласа ниту содржина на преговарачка рамка, ниту содржина на протокол. Не гласа. А претходно протокол, сега после ќе дојдам за тоа. Следниот ден на 17 јули протоколот се потпишува во Софија. Така е. Бујар Османи Значи, и која беше од нивна страна? Госпожата Захарова ли беше? Захарова мислам дека беше, да, министерката. Значи, откако поминало во бугарскиот парламент протоколот, откако поминал и преговарачката рамка, поминало сето тоа на Совет на Европа, дури по еден месец влегува во Македонското собрание. Македонското собрание гласа нешто што е нон-пейпер, според мене, нон-пейпер, апсолутно, и заклучоците се исто така нон-пейпер како и таа квази информација. На 17 протоколот се потпишува, го дознаваме сите за наскоро се преведува, нели го читаме од англиски како се. Веќе на 18 јуни во Советот на Европската унија ги носи заклучоците за преговарачката рамка со спомнат протокол, веќе го поздравува потпишувањето на протоколот експлицитно, тогаш првпат експлицитно, претходно имплицитно е спомнат. И на 19 јули се одржува првата меѓувладина конференција помеѓу Македонија и Бугарија со изјава на македонскиот парламент, исто прекопирана од Советот на Европската унија, со кој се поздравува потпишувањето на протоколот. Така што, што значи во суштина со народски јазик кажано? Ова значи дека е тајно преговарано, не поминато нормално ни собрание, ни дискутирано. Иако тоа мора да се направи. Па барем на комисија да се дискутирало. Значи, не може да не се дискутира. Не може да не се дискутира. Прво на комисија, еве го во Бугарското собрание, си го почитувале нивниот протокол. На комисија за надворешна политика, после во парламент. И тоа, пазете, тоа е за нешто што Бугарија ја засегало, а е директно се однесува на соседна земја и за незин процес. Бугарија засега наспаре 300%. 300% буквално зависи обстанокот од исполнување, да речам, во некое лудило, некој да реши да го исполнува овој протокол со се што се бара таму, и ние не расправаме. Понатаму се носи протоколот кој што ниту е ратификуван во собраниот, и кога би се за да се ратификува мора да се расправа во комисија и потоа на пленарна седница. Значи, ова е таков тип протокол од високо ниво по содржина, по значење на темите што ги обработува, апсолутно мора да се ратификува. Има некои мали технички протоколчиња кои што се чисто може на техничко ниво да останат нератификувани, но ова апсолутно мора. И исто така не е ратификуван, што е спротивно на закон, устав и закон, и не е објавен во службен весник, спротивно на устав. Така што, значи, ова е апсолутно неуставен и незаконски акт кој што нема никакво правно дејство и не смее и не може да има правно дејство во нашиот правен систем. И исто така, многу сум задоволна што Уставниот суд ми ја прифати уставната иницијатива. По неа се пишува реферат, не знам дали е готов или не е готов, чекам јавна расправа, седница кога ќе закаже, да ме повика како предлагач, да се дискутира повторно и да видиме како ќе се произнесе. Се надевам дека ќе ги уважи аргументите. Има таму прекршени 3 члена од Уставот, 14 члена од Законот за ратификација и исклучување договори и 2 члена од Законот за надворешни работи. Значи, и плюс по разни основи испреметкано сето тоа, мислам дека нема можност што и да не ми признае, да не заклучи дека овој протокол не е правно валиден акт. И потоа, тоа го имам исто најавено во колумна од ОАС, сиве овие фази ги најавував, овие, како да речем, реагирам од 2020 година до сега јавно за ова и укажувам каде се грешкиве и дефектите во документацијата. Но има ли надеж ова да успее? Знаете зашто ве прашувам? Затоа што таа влада тогаш во тие околности едноставно сметаше дека заради виши интереси, иако често пати тие виши интереси произлегуваше дека се всушност лични интереси, ако сме реални вака од оваа дистанца, едноставно
дури отворено Ке се дознае кој оди мирно по улици е мирен, ако но сакам да нема кажам, но отворено други тоа интереси. што се зборуваше дека и уставот свршен не е толку важен, законите не се толку важни, важен е висшиот интерес. Како Извинете, сакав да ви кажам, кој оди мирно по улици македонски, градски, селски, тој значи нема од што да се плаши. Нема од што да Кој се не е плаши. тука во државава и кој бега, тоа е видливо. тој има кој да се плаши. Но сакам да кажам, дали сега кога се обидуваме да го вратиме правниот поредок практично, Така. бидејќи неколку години правниот поредок беше ставен во позиција на ирелевантност во име на тие некои виши интереси и беше поддржано, мораме да признаеме од страна. Дали сега при овој обид да се вратиме во правен поредок, во систем како што треба, можно е да се најде сила кај правосудството наше и генерално, не само кај Уставниот суд, туку и кај општеството наше, дека ова навистина е проблематично затоа што не ги поминало сите правила на играта едноставно. Јас верувам дека може Уставниот суд покажа дека може. Впрочем, и минатата година мене ми усвои една друга уставна иницијатива имав за запаѓање на 2 члена од изборниот законник, кои што ги тангираа независните листи, каде што имаше ставено висок прак од 1%. И ја спремив таа иницијатива, ме поддржа и заедно и колеги екологисти колеги, мислам, од независните листи. И тоа исто така беше уважено. После тоа излегоа многу перипетии, тука трите големи партии не излегоа коректни кон независните листи и кон екологистите, но тоа е друго прашање, не е сега Но ова е прашање од примарен интерес, не дека тоа со екологијата не е. Ова е ултимативно прашање. Тоа е друго, за мене многу важно прашање, меѓутоа сега зборуваме за ова. Сакам да кажам, за Уставниот суд, значи, имам 2 искуства до сега. Првото кои што се позитивни, до крај, значи, издржа, ги побија тие 2 члена од изборниот законник, што исто така важен документ. Сега ми ја прифатија иницијативата на разгледување и имам надеж дека има основа да го прифатат и ова, затоа што ако го прифатат ова, разврската каква би била, мислам, тоа е, нели, разврската би била после логична. Има неколку начини. Едно е владата да реагира до меѓународните инстанции, до ЕУ и до Бугарија, исто така да извести дека вака и вака е, значи овој протокол го прогласуваме, прогласен Уставниот суд го прогласи за неважечки, само ве известуваме, а тоа е во склад и со Виенската конвенција, на која што ние сме подписници, за меѓународни договори, каде што се вели ако се направи грешка во формулација, во цел договор. А овде грешките се евидентни. Овде е страотно нешто, значи може да се поништи било цел договор по еден член, по друг член на Виенската може дел да се поништи и за тоа се известува другата страна. Значи може или владата тоа да го направи едноставно, или може да се поведе иницијатива. Јас и тоа го најавив, спремна сум, ми се спремни и таа иницијатива ми е практично напишана. Ако ова помине, може да поднесам иницијатива за паѓање на заклучоците по информацијата на преговарачката рамка, што е усвоена во собранието наше на 16 јули, каде што го велам тој нон-пейпер, на една од точките во точка 5, каде што се повикува на несоодветен начин, нели, на имплицитно на протоколот, така што ако протоколот паѓа тогаш и таа информација, паѓа и тогаш тој дел од преговарачката рамка, не целата преговарачка рамка, нам ни е битна. Ова е многу важно, да не се плашат ни граѓани, ни представници од политика. Значи, апсолутно, протоколот е едно делче, еден дефект вграден во преговарачката рамка. Дефект многу свесно ставен. Многу свесно ставен и злонамерно, многу свесно и злонамерно, како мина за да ни експлодира едноставно, да не разнесе како народ, а и да ги разнесе преговорите, да ги оневозможи преговорите. Затоа е ставен. Но затоа велам, преговарачката рамка е значајна за Македонија, таа е, од почеток кажав, едно од стратешките наши прашања е влезот во Европската Унија, посебно во сите овие турбулентни времиња, посебно што 71% еве и на последната анкета од граѓаните даваат поддршка. Значи, дефинитивно
ова треба преговарачката рамка треба да си остане, но тој дел каде што има повикување на протоколот треба да се тргне и едноставно со Бугарија, бидејќи пак треба едногласност се уште. Затоа ќе продолжиме да преговараме со добра волја, како што пишува во договорот. Ако навистина има добра волја. Во крајна линија пак, видете, тој договор Бугарија го има прекршено. Ние го немаме прекршено. Бугарија го има прекршено во 3 члена. И тоа сум го анализирала во една колумна, затоа што нити постапува пријателски, каде што се обврзува, нити не поддржува во ЕУ, европски интеграции, напротив, ниту се не штити од говорна омраза и на штета на нашите национални, идентитетски и такви прашања, така што по 3 членови од договорот Бугарија го има прекршено, така што Македонија може сосем спокојно во склад со Виенската конвенција дури и да го прекине договорот, ако процени во одредена ситуација дека тоа би било крајно веќе, дека нема чаре, за да не се повикува секој на тоа, едноставно и да се почне од разговор на ново, ама навистина во некоја како да речем, некоја влада и гарнитура политичка која ќе биде ослободена од Сан-Стефанските приказни. Ке следиме, морам да признам, малку сум песимистичен околу оваа можност, но и јас сум песимистична дека многу скоро тоа ќе се случи. Но се менуваат работи. Повеќе се надевам дека во Европската унија нешто ќе се смени поради геостратешките интереси, каде што не сака ни Европската унија да остане овдека една дупка, сива зона која што некој друг може да ја злоупотреби тоа како. Кога сме кај Европската унија, има една интересна информација, ова веќе влегуваме во една друга тема. Има една информација, имено едно истражување на јавното мислење покажа за мене многу интересна констатација, имено дека во случај на влез во Европската унија, македонските граѓани да се разбира дека очекуваат одредени придобивки, и една од приоритетните придобивки на тој влез покрај економскиот развој е заштитата на животната средина. Ние често пати оптеретени и обседнати со политика и со правосудство и со сите овие проблеми кои што нас не таргетираат секојдневно, како да забораваме, медиумски, можеби тоа е само критика, автокритика, како да го наречам тоа, дека на граѓаните, всушност, животната средина и тоа како многу им значи, особено во ситуација сега кога загадувањето, особено зимно време е евидентно, се покажува дека кај нас и тоа е како има свест во врска со заштитата на животната средина и дека на граѓаните навистина им е дојдено, штом го ставаат во еден од приоритетите при влез во Европската унија. Апсолутно, апсолутно. Граѓаните имаат сега многу повисока свест од политичката елита. Така што затоа се овие јаки еколошки движења, секакви, затоа уште на претходните локални избори имаше многу јако еколошко движење и многу голем успех постигна. Независните листи беа дури 4-та сила. Сега исто така значајни резултати постигнаа, така што тоа е така. Меѓутоа, веројатно оптоварени од овие прашања за опстанок на државата, за опстанок на безбедноста на државата, затоа што за нас е и безбедносно и прашање на стабилност и безбедност е практично ние да одржиме некој циклус на интегрираност, процес на евроинтеграција, затоа што и внатре во земјава пак имаме гледате и многу големи разлики во искажувањето во поглед на некои прашања помеѓу македонци и албанци, нели, во просек земено. Така што на сето тоа треба да се води сметка. Но стапнавме на темата на екологијата. Екологијата е важна прашање, мислам дека политичките елити ја избегнуваат затоа што ја сметаат за нерешлива, а не е нерешлива. Загадувањето, јас тврдам дека може да се реши во еден среднорочен период, тоа значи за еден мандат на една влада. Ако навистина сериозно се посвети, да се реши кога зборувам, да го доведеме до граници со кои што денеска сме обврзани. Затоа што, пазете, Европската унија веќе има повисоки граници, стандарди. Веќе има повисоки стандарди, а ние се бориме да ги достигнеме оние кои што Европската унија ги имаше пред некоја година.
Така што значи за еден, ама тие стандарди веќе ако ги постигнеме првичните сегашните кои што ни се официјални, ние веќе ќе имаме една далеку поблагопријатна состојба здравствено и животно незагразувачка и ќе имаме понормално живење. Но што е потребно да се случи практично? Практично треба да се затнат сите дупки од каде што излегува загадување. Тоа што значи? А тоа се знае, не е атомска физика ја што велам. Тоа се прости работи. Иако некогаш се наметнува, не баре, така. Се наметнува, ама тоа е, како да речам, кога се избегнува, па се вели не може, тоа е нерешливо. Решливо е. Значи, се знае да речеме дека загадуваат индустријски објекти. Имате мали, средни, големи загадувачи. Треба редовна контрола на нивното работење со повеќе инспектори. Има малку инспектори, има само 15 инспектори државни и по еден инспектор во секоја втора општина во Македонија. Замислете. Значи, вкупно имаме меѓу 50 и 60 инспектори за животна средина на ниво на Македонија. Тоа е ништо. А има илјадници субјекти што треба да се контролираат, башка води, башка природни подрачја, природа и така натаму, бидејќи има... Тоа значи дека некои од нив воопшто и не се контролирани во тек на една година, например, или две, и многу повеќе, и многу повеќе. Понатаму, значи, треба да се направи ревизија на еколошките дозволи на овие индустријски субјекти. Затоа што кога се издавале пред 10, пред 15, пред 20 години или можеби и повеќе некои, се издавале под одредени стандарди. Не се сите, сега има како што оди се посовремени стандарди, се посовремени технолошки процеси и стандардите за заштита се повисоки. Освен тоа, имало некаде корупција, па е издадено под рака нешто што не треба. За жал. За жал. Понатаму, треба да се направи ревизија на дозволите. Понатаму треба да се направи и контрола на роковите кои што се давани при инспекцијските надзори. Затоа што оди инспекцијски надзор, наоѓа дефект, го казнува загадувачот и му дава рок, ти мораш за 2 месеца ова да го направиш, но за пола година она, за една година тоа. Значи да усовршиш нешто во технолошкиот процес, дава можност да инвестира некој кој се работи за поголеми субјекти. Колку е тоа проверувано? Колку се тие рокови што некој ги дава договорени во 4 очи помеѓу инспектор? Иако е платена некоја формална казна што не е ништо посебно. Имено, и овој продолжува си гази, загадува. Во Струмица дефинитивно загадуваат разни субјекти. Често пати се вели, ама нема големи загадувачи, тоа се некои мали погончиња, тие мали погончиња најчесто, најмалите погончиња најмногу загадуваат затоа што поминуваат и само со елаборати. Нема дури ни дозвола. Но ние кога велиме мали, обично мислиме тоа е едно оџаче, па ништо посебно нема да направи. И тоа прави. И тоа загадува, тоа се грее на кокс или на дрва, или на мазут, на нафта, на некакви... Гледаме и на каков мазут, за жал. Мислам... Се што се случува, и ако чурат 1000 мали оџачиња, тоа е повеќе од една голема фабрика. Така што значи, се тоа значи загадувачи. Значи многу се задржувам на индустријата како инженер технолог, тоа ми е вака тема која што најмногу, знаете, сум се борела низ годиниве да се докажеме дека не се граѓаните најголеми загадувачи кои од дрвата со кои што се греат. Добро, тоа е исто една од темите дека тие се загадувачи, меѓутоа не се најголеми. Не се најголемите, а излегуваат како најголеми, ги препознаваат во одредени истражувања, а ги занемаруваат индустријскиве, ама индустријскиве има разноразни загадувања. Покрај PM10 и PM2,5 и SO2, CO и така натаму. Ги научивме со годините сите, така е. Меѓутоа има и фурани, диоксини и фурани кои што не се ни мерат, а излегуваат од сите овие. Понатаму, возила стари, прастари, да скратам. Нема јавен превоз нормален. Во Скопје нема, за другите градови да не зборуваме. Се увезува се и се што, но тоа е веќе прашање и на социјално ниво. Значи, државата мора некаде да ускокне. Мора да им помогне и на бизнисите за преориентирање, екологизирање и да им даде рокови реални. Но да им даде рокови. Но тие мора да испочитуваат, бидејќи тие живеат, имаат профит и мора да испочитуваат. Мора да даде помош некаква или некакви начини разни има, негде субвенции, негде кредити, секоја држава си нашла начин како да ги стимулира превозниците
оние што живеат од превоз, дали е тоа јавен превоз, дали е тоа на стока, на луѓе, што и да е, за да купат луѓе посовремени возила. Понатаму, градежништвото, 20% од прилика од прашината е. Ние имаме преголема урбана експанзија така. И не е со стандарди ни самиот процес на градење, ни заштитата на градилиштата, ни така натаму. Значи, има многу извори на загадување. Отпадите, па еве се покажа и беа и злоупотребени очигледно од некои групации пред изборите, се покажа палење одеднаш, нели, од цело Скопје во околината гореше од отпади. Нешто што беше на ниво на државен тероризам, ако сме реални. Апсолутно, тоа не беше случајно. Значи треба да е наивен човек или слеп, па да не го каже тој, да не го признае. Но со две акции отпадите не се средени уште, но веќе тоа е важно. Не горат, значи има контрола и така натаму. Но отпадите се големи загадувачи. Треба конечно селекција, биоотпадот да се претвори во енергија, така или во енергија или во друг природен отпад и така натаму. Значи има начини зеленилото да не се уништува. И донесов една шема која што сакам да имате некои диаграми таму, не зборувате напамет никогаш. Ете така, да. Сакам да кажам зошто тврдам дека може во еден владин мандат за 4 години, значи на среден рок, да се реши загадувањето и дека загадувањето на воздухот е решливо. Добре. Затоа што тоа е докажано, студии, научни студии го имаат докажано и покажано, правено е, следено е какво било загадувањето, да речеме, на најголемите порано загадувачи, на азотен моноксид, на сулфур диоксид, на карбон моноксид, на јагленова прашина. Низ вековите е направена симулација какво било загадувањето и низ вековите немало мерни станици како денеска, меѓутоа имаат представа што се случува. Да. И што покажува тоа? Тоа покажува дека до средината на 18 век, ако може да го фати овој, навистина до средината на 18 век, тоа е овде некаде. Малку повисоко само ќе вас. Така, може. Да. До средината сите ја имаат Кузнецева крива. По некој научник кој што ја има ова е крива на загадување, на степен крива на загадување на овие дел од најголемите загадувачи, слични има и за PM10, за PM2,5, но овие ги донесов. Значи, до средината на 18 век, пред индустријската револуција, има загадување одредено, нели, од горење дрва и разни други материјали кои што се гореле за загревање. Од индустријската револуција, кога почнало да се користи јаглен масовно, јаглен, кокс, многу фабрики, многу загадености, така натаму, па е откриена нафтата понатаму, па јагленоводороди фосилни, рас огромен, врвот го постигнуваат во развиените земји во 50-тите години. На 20-тиот век. На 20-тиот век. 50-тите години на 20-тиот век и тука веќе почнуваат борбите на екологистите против загадувањето и има едно зарамнување, почнуваат веќе да се водат одредени политики за ограничување на загадувањето и почнува загадувањето да паѓа и сега во развиените земји е речиси дојдено, не се уште, но е речиси дојдено како во 18 век. Како во 18 век. Значи, оваа Кузнецева крива покажува како се одвивало и овој циклус е проценет на 200 години во развиените земји. Што се случува со други држави кои што во денешно време се следат, вакви криви се направени за Индија, Кина и за посиромашни земји во развој, во кои што условно кажано би можела да се смести Македонија. Што се случува? Индија и Кина го имаат и се проценува дека оваа цела Кузнецева крива ќе ја поминат во 50 години. Не им требаат веќе 200 години. Така. Затоа што се знаат изворите, се знаат штетите, се знаат начините како да се сузбијат загадувањата и ќе оди побрзо. Во моментот Индија се наоѓа, значи, уште на нагорната линија, уште расте, бидејќи е земја во развој, масовен развој, но уште оди горе, не го постигнала пикот. Кај Кина веќе се наоѓа на долната страна. Го постигнала пикот и сега се спушта веќе се спушта надолу, веќе Пекинг не е
Тоа што беше во тоа што беше загаденост, така. загаденост, а за земјиве што се посиромашни се предвидува дека можат дури и да ја прерипаат кузнецевата крива или да ја скратат сето тоа на некои 20 години, затоа што се помали, побрзо може, нема толкава индустрија, нема толкаво загадување како во една индустријска Англија или Америка, или како што има Сега во така Кина или во Индија. И уште нешто да кажам. Ова дава надеж, добро. Ова дава надеж исто така. Зошто мора да се делува и влада мора да делува решително? Кога почнала борбата со екологистичка против аерозагадувањето жестоко? Во Англија, во 956 година, кога се случила големата магла, the big fog. Тоа е познато. Тоа е познато, поради тоа се починати во следниот период околу 10.000 луѓе во краток период. Англија превзема итни мерки, носи акт за чист воздух, со кој се прави листа на дозволени горива и листа на забранети горива. И за домаќинства, и за јавни објекти, и за фабрики. Од тогаш Англија е жестоко во борба и прва го постигна исчистувањето на воздухот. Америка го следеше овој пример 20 години подоцна, во 70-тите години на минатиот век. Дојде до тоа, го донесе актот за чист воздух и исто има превземено, така што Македонија ги има донесено законите, со големи маки сме се бореле сите како екологисти за тоа. Институции има обезбедено, треба да се зајакнат и треба да се дадат средства одредени за тие сите закони да профункционираат и да се почитуваат правилата еколошки. Сосема на крај, ќе го спасиме ли Охридско езеро? Цела делегација е во Париз, се бориме во УНЕСКО. Мора и видете, сега јас го слушам што зборува Александар Николовски како вице-премиер, вети дека ќе се работи по тоа. Меѓутоа, тој успеа да склучи договор невозможно што изгледаше за тунелот кој што одеше, нели, до среде тунел имавме договор, немавме за пробивање до другата страна со Бугарија. Се надевам дека тоа го вети, го направи, се надевам дека и ова владава вети дека ќе го спаси. Меѓутоа, тука имам забелешка, тоа нема да му биде можно и нема да и биде можно на владата ако направи грешка и во некои најави на Законот за урбанистичко планирање, ако и за градење, во тие закони, ако се внесе во правилникот, односно, ако се внесе дека од стратешко значење ќе бидат хотели со 20 соби. Така што, значи, треба многу посериозно нешто, некој објект да биде, за да се прогласи за хотел од стратешко и државно значење. Мислам дека ова за екологистите веќе отвори оваа тема. Ова е тема за која што вреди да се разговара. Баш поради значењето на Охридското езеро и Охрид. Јас верувам дека ќе го спасиме. Тоа е наше национално богатство. Со се што досега е кажано и покажано, јас верувам дека ќе може. Се зафаќаат за големи проблеми, покажуваат дека можат да ги решат, така што ајде и ова да го видиме и да честитаме. Господина Поповска, ви благодарам за гостувањето во Заспијако можеш. Ви благодарам на поканата. Да, поштовани гледачи, отворивме неколку многу важни теми со господината Поповска и даде информации кои што верувам дека вредат злато и се надевам дека внимателно слушавте што зборува. Утре во 15 часот за тие што пропуштиле репризното издание. А јас ќе се кажувам нова седба со мене и со нови гости во вторник во 22:30. До тогаш пријатно.